Благослови, Владико, благословен е нашиот Бог, постојано сега. Илјадници верници денес на истокот го слават Богојавление водици. Свештениците ги осветија водите, а близу 200 момчиња скокнаа во нив по честниот крст. Во Штип, по пауза од половина век, честниот крст повторно се фрлаше во водите на реката Брегалница. Ова година повторно се возобнови старата традиција, наместо во базентот да се фрли крстот во реката Брегалница, во овие свети води на Брегалница, кои што ги осветивме, но знаеме дека и претходно пред нас светите Кирил и Методи крштеваа на Брегалница и тие ги осветија водите. По честниот крст скокнаа 60 на момчиња, а во Новосело и Штип најбрзи беа Мите Костов и Горан Јовески. 2008 во Фанапа ми е втора. Здрави и среќа само нека има. Здрави, среќа. Работа по пари сега на крај, ако има. Во Делчево најмногу среќа имаше Виктор Златков. Од Гаврон 20. Прв пат. Супер. Среќа, здраве, берките се. Идентична церемонија се одржи и во останатите општини во регионот. 15 години по втор пат го фаќам крстот. Премногу секна исто така и оваа година. Не исто 8 души, како и претходно. Сега ќе одиме по секој дом со крстот за здравје и за среќа. Јас се имав таа среќа да бидам најсреќниот меѓу и младожени што бевме тука да го фатам пречестниот крст. Професионален војник. Па ова за мене е голема среќа. Значи многу среќа. Во Виница во исто време се одбележаа и Богојавление и посета на првото бебе во оваа година. Здравје, среќа и напредија во животот, а за она што си се фрлил, нека те прати најповеќе среќа. И здравје да имаш. Честито и благословено за навек. Амин. Па очекував пети пат веќе. Првороденото бебе во општина Виница е девојче кој се роди во Кочани. Сега сме во неговиот дом и општина Виница, кој секоја година традиционално поклонува 5000 денари ваучер и пакет производи за новороденото бебе. На 3 јануари се роди, 3800 кила, се вика Божица. Дел од прославата на Богојавление е лицитација, односно откупување на крстот од страна на верниците. Да има повеќе здравје, среќа и љубов на сите мои блиски, на мојата фамилија, на моите сограѓани и на сите граѓани на Република Македонија. А дел од традицијата е и одењето по куќите со фатениот крст. Може слободно по православните домови да оди до 27 јануари, кога завршува и празнувањето на празникот Богојавление. Тогаш е одание на Богојавление и треба да се врати крстот во црквата. Честитки по повод Богојавление упатија политичарите. Посакувам ова година да има повеќе радост него тага, да има повеќе љубов него омрза, едноставно да создаваме убави дела. На сите граѓани на општина Штип и на Република Македонија им го честитам овој голем христијански празник. Нека е честито и вековите за многу години, Бог се јави, нека не е за многу години, навистина се јави. На сите луѓе од Новосело и од Штип им го честитам празникот, пожелувам многу здравје. Но и граѓаните. Нека мирот, спокојството, благодетот и љубовта што им подари милостивиот Господ Бог, нека им трае толку колку и неговиот вечен живот на нив и на нивните поколенија. Празникот Богојавление се слави крштевањето на Господ Исус Христос во Јордан. Тогаш за прв пат Светата Троица, Отецот со глас, Синот со тело и Светиот Дух, во вид на гулаб се појавиле на едно место.